Audio Jungle. Добро вечер, почитувани гледачи. Емисијата отворена на РИС телевизија во малку изменет термин. Разбира, поради актуелностите и телевизијата ги поместува своите зададени рокови. Но ќе видите за што се работи. Мораме да следиме актуелноста во нашиот град и во регионот во кој што зачиме. Имињата, поимите, термините исто како и луѓето. Некогаш се актуелни, некогаш се заборавени, а некогаш, богами, и се во нашето секојдневие малку повеќе. Освен терминот бомби или бомба, кој до максимум се експлоатираше во колумните на многу од експертите во Република Македонија, мене ми паѓа на памет или во видокруг тези други два термини кои ми го земаат вниманието секојдневно. А едниот е излезот е во, или решението е во. Излезот е во политичка разрешница, излезот е во правна разрешница, решението е во политичка разрешница, решението е во правна разрешница и сето тоа зачинето заедно со меѓународна помош, толкување на меѓународните дипломатски пораки на еден начин, на друг начин, сето тоа замешано во нашето секојдневие. Ретко кој може и да се снајде. Но затоа е таква ни е состојбата, нели? Оно што најмалку го видовме досега за овие 2 месеца е анализа од експертите зошто ни е вака, зошто системот продуцира вакви резултати, зошто имаме вакви економски резултати, која е структурата на економијата, образованието, зошто политичкиот систем доведува до можност за вакви состојби во пат позиции во кои што немаме опозиција, излегува од парламентот, имаме сомнеж во избирачкиот процес, сомнеж во секојдневието, голем број на закони со разни знаменца под скратен рок донесени. Зошто? Ова е терминот што јас би сакал повеќе да го слушнам како појава, но и одговор од експертите или од луѓето кои претендираат да ни дадат одговор на ова. Денес во Штип имаше посета, митинг, реализација на програма на Социјалдемократскиот сојуз. Имаше бомби, имаше транскрипти, вие ќе оценувате што тоа вам ви е приемливо или не. Наше е само да ви овозможиме анализа на оние кои тоа го прават. Со извинение на председателот на Социјалдемократскиот сојуз, кој го најавивме како наш гостин, меѓутоа, веројатно неговите обврски кон работата која ја работи и врските кои ги има, не можеше да дојде, но нема да бидете оставени во ситуација да нема авторитетен гостин за она што го прави Социјалдемократскиот сојуз, а наша работа ги повикаме пред се. Затоа овде ние вечерва, мој и ваш гостин е еден така млад и надежен политичар, сите млади луѓе треба да бидат надежни, но неговата функција во партијата е член на извршниот одбор и председател на комисијата за градежништво и така натаму, она што е сродно на тоа. Господинот Благој, вечерва мој и ваш гостин е господинот Благој Бочварски. Добро вечер. Добро вечер, благодарам за поканата. Драго ми е што во еден ваков ден во кој што Штип денеска ги виде дел од аргументите на опозицијата и јас сум овде гостин кај вас во вашата телевизија. Јас реков млад и надежен, она младост и надежда треба да одат заедно. Сметите ли дека млади луѓе треба да се занимаваат со политика? Па да, секако дека сметам младите во политиката се секогаш добре дојдени. Младите секогаш носат нови идеи, храброст, решителност во одредени постапки и затоа сметам тие се чисти пред се луѓе без црни дамки во минатото и луѓе кои што можат да придонесат да дадат еден нов исчекор напред за оваа земја, бидејќи секако земјата останува и државата останува на младите и животот останува на младите. Ние се вклучивме и се вклучуваме секојдневно во Социјалдемократскиот сојуз да дадеме придонес во едно вакво можеби лошо и бурно време за да на крај излеземе како победници од ова. Сепак младите, јас верувам дека младите ќе ја донесат победата не само за Социјалдемократскиот сојуз, туку победата за Македонија. Јас денес слушнав термини и поимови кои се општо
општо познати, но и со голема тежина поимови како слобода, правда, равноправност, успешност, напредок и така натаму. Тоа човештвото го слуша од како постои. Што мислите вие? Толку големи цели можат ли да се осторат? Па секако, значи, се додека нешто не изгубиме од своите раце, нема да знаеме дека ни е потребно. Така и пред 10 години можем да кажем, никој не зборуваше за слободата и за демократијата, бидејќи слободата и демократијата веројатно тогаш многу повеќе ги имаше отколку сега. Тогаш стануваше збор за многу подемократска земја, многу подемократски услови за надпревар и политичка борба, и за на тие избори во 2006 година тогашната опозиција предводена од ВМРО-ДПМНЕ ги добие тие избори. Се со цел подобрување на животот кој што бевме дојдени како држава, граѓаните да добијат подобар живот, поуспешен живот и по-перспективна иднина за себе, за своите граѓани. Меѓутоа, видовме што се случи, до која дередже дојдовме. Денеска се бориме со власт која е крајно недемократска и можеме подоцни да позборуваме и за медиумите. Вие сте во таа сфера многу подобро, исто така ги чувствувате проблемите и на ваша кожа. Медиумскиот простор е катастрофален. Таму можем да кажем со сигурност дека се корумпирани најголемиот дел од медиумите, со државни, со наши пари. И така денеска дојдовме да се бориме за слободата и за демократијата. Имавме едни крајно нефер, нечесни парламентарни и председателски избори и затоа кажавме не ги признаваме овие избори затоа што не се фер, не се демократски и затоа имаме докази. Тие докази неколку месеци зборувавме за нив, тоа се тие актуелни така наречени бомби кои што народот ги споменува често и тие бомби или аргументи и факти денеска моравме да ги извадиме на површина, се со цел да граѓаните на Македонија се уверат во тоа што ние како Социјалдемократски сојуз го знаевме претходно дека изборите беа крајно нефер, недемократски во 2014 година. Така. Јас се започнав емисијата со актуелностите, но и со моето видување на тоа дека имаме појмови кои не прекопираат секојдневно. Но не знам дали ви ќе се согласите со тоа, но премалку анализи имаме зошто до ова дојде. Моето мислење е дека системот е дефектен. Што мислите вие во Социјалдемократскиот сојуз? Па така е, како што и претходно нафрлив, системот е дефектен затоа што некој дозволи да биде таков. Системот продуцира кризи постојано, затоа што тие што го менаџираат системот и кои што го водат овој систем, дозволуваат овој систем така да функционира. И пред се затоа што на нив така им одговара. Тие не дозволуваат поинакво мислење. Тие мислат дека мора се да поминува онака глатко, без никој без да има ниту опозиција, ниту некој граѓанин кој што ќе се побуни на тоа, ќе се бунтува, ќе излезе на протест, ќе окаже своето мислење. Таков систем, до таков систем дојдовме пред се и заради промената на исклучително многу и законски решенија во собранието, кои што секојдневно се менуваат. Имаме случај во градежништвото каде што за година и пол имаме повеќе од 5-6 измени во законот за градење, каде што не можат учесниците во градењето, во овој процес и во урбанистичкото планирање да ги научат сите правила на игра, па потоа ни се случуваат казни, репресии и така натаму. Значи целосно се наоѓаме во една проблематична состојба која што мораме да почнеме наново да градиме. Тоа е факт веќе и се гледа дека наново мораме да почнеме Македонија да ја креаме нанозе. Правите вредности да ги ставиме на право место и така ќе можеме подоцна да зборуваме и за праведен систем, и за слобода и демократија, и за успешна и просперитетна иднина на Македонија. Кога сепак со големи теми, но и предизвикот во Македонија е голем за граѓаните и за државата. Некои велат дека сме во отворена и поголема криза, а други ја негираат кризата, но граѓаните на крајот ќе одлучат за тоа. Но сепак, политичарите, ви учествувате во еден проект кој нарековте ослободување на Македонија, вистина за Македонија, во кој што се пуштаат снимки од високи партиски, политички министри, владини раководители во секојдневен некаде и некој друг разговор, но мислењето кај народот ги слушаме нивните разговори. Се плашите ли од тоа дека во еден народ се поттикнува медиокритетството или на ниските чувства воајерските, дека ќе бидат дел од приватниот живот на голем број луѓе?
Значи, тоа е голема одговорност. Така е. Овие материјали кои што се материјали на граѓаните на Македонија и председателот на Социјалдемократскиот сојуз Зоран Заев во неколку наврати кажа дека тие материјали нема да се дозволи да излезат на виделина во оној дел кој што значи приватност, приватен живот на оние граѓани кои што се инволвирани во тој процес. Треба да бидат запрашени прво оние кои што снимале и кои што ги ставиле во таа машина да ги снимаат и да ги прислушкуваат своите граѓани, преку 20.000 граѓани. И најпред треба да побараме одговорот од нашите надлежни институции зошто тоа го направиле. Зошто тие влегле во животите на граѓаните, зошто се вработени еден куп на луѓе во Управата за безбедност и контраразузнавање за да ги следат и да ги слушаат граѓаните на Република Македонија. Но, како што кажа и председателот во еден наврат на Социјалдемократскиот сојуз Зоран Заев, дека еден од оние учесници кои што учествуваа во овој проект Вистината за Македонија и во креирањето на целата оваа слика со вадењето на тие материјали од таа управа, со зборовите дека доколку вие не преземете нешто, јас ќе се фрлам од пети спрат. Значи, се работи за едно комплетно лудило во Македонија, каде што се прислушкуваат безброј граѓани, а сега нормално во ваков медиумски простор се префрла таа топката на опозицијата дека опозицијата прислушкува. Значи, опозицијата нема никаква моќ да прислушкува. Нити странски служби имаат интерес да дојдат во Македонија да прислушкуваат 20.000 граѓани. Ниту мене, ниту вас, ниту било кој од граѓаните на Република Македонија. Тоа го правила со одредена цел власта за да ги контролира граѓаните, да ги контролира бизнисмените и така натаму во сите сфери на општественото живење. И затоа ние кажавме дека приватни разговори нема да се објавуваат, ќе се објавуваат само разговори кои што задираат во одредени криминални дејанија, во неправилности во извршувањето на државните функционери. И затоа јас ќе си го поставам сега прашањето, кога не прашуваат зошто не се објавуваат повеќе од опозицијата, од опозицијските представници разговори. Беше побарано од вас. Беше побарано, да, уште на првата така наречена бомба беше поставено тоа прашање. Мислам беа објавени разговори од нашата заменик председателка Радмила Шекеринска и од председателот Зоран Заев кој што разговара со неговата малолетна ќерка. Така што не е точно дека не сме објавиле, меѓутоа немаме зошто да објавуваме разговори за опозицијата, бидејќи опозицијата не е власт во моментот и не може да прави неправилности, нерегуларности во секојдневното живење и затоа објавуваме разговори кои што ќе докажат дека она што го зборуваме повеќе години како Социјалдемократски сојуз е вистина, е точно и затоа граѓаните на Република Македонија да се уверат од блиску да видат, со своји уши да слушнат всушност какви властодржци ја водат Македонија во последните 8-9 години. Така. Председателот на ВМРО Народна партија рече дека 50% е вината, но тоа е искушен политичар, а познавачите на состојбите велат дека ова во службите за безбедност во Македонија е судир помеѓу старите членови на Управата за безбедност и контраразузнавање и по новите членови поточно е некоја врста на судир помеѓу поранешните вработени во војните обавештајни служби со полициските служби, каде што по старите по интересна работа е полициските служби се на страната на СВСМ, а нововработените, посебно војните обавештајни служби се на страната на актуелната власт. Затоа тој рече 50-50 е вината. Добро, на ова можам да кажам, секојдневно се соочуваме со ситуации во кои што гледаме дека не полициските или војните служби, граѓаните се на страната на СВСМ веќе. Сите граѓани излегуваат по улиците на градовите каде што се движиме да дадат подршка на СВСМ. Што се однесува до вашето прашање, можам да ви кажам дека не можам да навлегувам во детали во тоа, пошто се тоа никој не може да навлезе. Тоа се познавачите на тие служби. Меѓутоа, пред малку објаснив, не може опозицијата да прислушкува, не може опозицијата, нема инструменти и моќ да може тоа да го прави. Тоа може да прави единствено власта во Република Македонија. Колку години е прислушкувано? Прислушкувано е, можам да кажам дека разговорите кои што ги има Социјалдемократскиот сојуз се од 2009 година па навака, а е прислушкувано и претходно. Меѓутоа, слушнавте и во дел од разговорите дека е купена нова специјална опрема, ми се чини дека во 2011 година, кога таа опрема е во вид на една огромна машина или некој
машини кои што можат да прислушкуваат и 20.000 граѓани. Тоа е практично чудовиште кое што тие така го и нарекуваат, за да можат што е можно повеќе граѓани да следат, да прислушкуваат и така натаму и така натаму. Тоа е вашето видување на работите, некои други имаат друго видување на работите, затоа ние сме отворени за различните ставови и мисли. Но во состојба сме во која што сме најмногу оддалечени политичките опции на СДСМ и на ВМРО-ДПМН во тотално спротивни работи. Јас не верувам дека се наоѓа и точка на заедништво во оваа дискусија, а да почнеме од она што е најактуелно. ВМРО вели правна разрешница, па потосна политичка разрешница. Политичката разрешница се знае што се избори, нели? А кај вас ставот е прво политичка разрешница, па потосна процедура по закон. И сето тоа заедно не успеаваме да го направиме, па не одведува на помирување во Брисел. Вашиот коментар? Па вака, ВМРО вели дека, ВМРО-ДПМН вели дека најпрво треба да има правна разрешница. Во изминатиот период слушнавме и бевме сведоци на тоа каков е правниот систем во Република Македонија, дека во Македонија не можеме да добиме правда за една елементарна работа во која што сме се нашле во сопствениот живот, а не тоа да го добие лидерот на опозицијата, претседателот на Социјалдемократскиот сојуз или било кој член на раководството и член на опозицијата. Затоа ние велиме оваа држава повеќе нема право, нема легитимитет да управува со државата. Ниту можат судските лавиринти повеќе да дозволиме да останат во државата вакви какви што се. Судските инстанции мора да бидат променети, владата мора да си замине и тоа беа дел од барањата на Социјалдемократскиот сојуз, најпрво заминување на оваа ненародна власт, нелегитимна власт и оставка на јавниот обвинител. Не може кога имаме 30 и повеќе кривични пријави во истиот период поднесени од страна на опозицијата за Никола Груевски и неговите соработници, ниту еден да не се процесуира, ниту еден од нив да не биде повикан на разговор, а претседателот на опозицијата кој што исто така има основано сомнение, нема обвинение, тоа е основано сомнение, да биде повикуван секојдневно во обвинителството на распити за неколку случаи. Затоа можам да кажем дека вчера имавме посета на висок функционер на американската држава, на Соединените американски држави, заменикот на помошникот на државниот секретар, и кој што кажа дека најотворено досега дека ваква држава не може тие да подржат во понатамошното функционирање со други зборови и дека не може лидерот на опозицијата да биде теретен и обвинуван за одредени акти и дела, а владачката партија и нивните представници да не бидат ниту повикани. Така што очигледно е дека во оваа држава не може да има прво правна разрешница во ваков систем, а потоа политичка разрешница. Ние бараме да имаме преодна влада, техничка влада која што од 6 месеци до година дена ќе ја стабилизира и нормализира земјата, потоа ќе излеземе на фери демократски избори, па кој победи нека ја има честа, нека ја води Република Македонија понатаму, меѓутоа ќе знаеме дека на здрави темели ќе се одржат тие избори без заплашување, без притисоци, без уцени ниту на администрацијата, ниту на останатите граѓани, ниту со субвенции, ниту на било кој друг граѓанин со казни и репресии. За волја на вистината и дипломатските представници на Европа и на Америка не упатуваат и ние да дадеме придонес кон решавањето на кризата, неколку пати ни кажуваат дека треба да си ги решите проблемите, не можеме ние да ги решиме, но и вистината е дека поаѓалиштата се толку далеку што во овој момент не се гледа точка каде што може да се спојат. Но по политиката се е можно. Под притисок или под разум. Порадор разум отколку притисок, но ќе видиме како ќе биде. Почнаа преговорите во Брисел. Има преговори заради преговори, или има преговори кои можат суштински нешто да принесат? Социјалдемократскиот сојуз влезе во овие преговори, иако на многу наврати ни наши поддржувачи или некои луѓе од странските земји ни постојано ни укажуваа, немате потреба, не можете и не смеете да разговарате со злосторници, со овие кои што го правеле. Меѓутоа за доброто, за еднината на нашата земја, ние сакаме да влеземе и во тој процес, да се обидеме да пробаме. Впрочем, и оние тајни средби кои што се одржува помеѓу претседателот на ВМРО-ДПМН и на СДСМ беа во интерес на граѓаните, во интерес на државата. Меѓутоа,
доколку нема излез од оваа ситуација, доколку видиме дека не може да се реши и да се надмине кризата, следува нареден чекор во делувањето на опозицијата, меѓутоа ние сега сме убедени и сме сконцентрирани на тие преговори. Сакаме да успеат на мирен начин да постигнеме компромис и решение за да дојдеме до онаа посакувана цел, фер и демократски избори и слободна и демократска земја. Дестабилизацијата на Македонија ќе не чини сите во сите облици на живење и јас би ги заволел сите политичари да направат сите сили, со сите сили да не дојде до тоа, затоа што после враќањето е многу макотрпно и многу тешко и бара многу време. Но имавме и предлог од Любчо Георгиевски, председател на ВМРО Народна партија, кој рече да се стартува со еден друг проект, а тоа е веднаш амнестија, па после подосна друг еден проект во кој што ќе се расчистат едни од други случаеви и ќе се оди на превремени избори. Што е од ова прифатливо за вас? Социјалдемократскиот сојуз не го прифаќа ваквиот став или ваквото барање на лидерот на ВМРО Народна партија. Ние сме против тоа. Не можеме да прифатиме да има општа амнестија за сите, бидејќи во оваа игра и во оваа битка и во ова што се случува денеска, оние кои што се виновни се на страната на власта моментално. Ние не можеме да дозволиме некој кој што објавува прислушкувани разговори од снимани од домашните служби да биде виновен за тоа што ги објавува. И затоа нема да дозволиме амнестија, затоа што секој она што го направил и што го слушаме ние во разговорите, со провизии, со 5% од автопатиштата, 30 и стотици милиони евра, нема да дозволиме за тоа никој да биде амнестиран. Секој правдата треба да го стигне, оној кој што се огрешил пред законот мора да одговара. Затоа не го прифаќаме ова како мислење, како став на лидерот на ВМРО Народна партија, и тоа е нашиот став во врска со ова прашање. И понатаму најмногу оддалечен од спротивниот. Јас затоа кога започнав емисија реков решение излез поимови термини кои најмногу не преокупираат. Има ли готово решение или навидум проект Социјалдемократскиот сојуз кој ќе рече да, ова е моето излезно решение? Така, освен флоскулите дека треба политичка разрешница, но се уште не видовме сет на постапки што треба да ги согледаме. Да, најпрво сакаме да го видиме ставот на власта кој е. Значи, нивниот став е диаметрално спротивен од нашиот, меѓутоа нашиот став е исконски искрен. Мораме прво да дојдеме до оставка на оваа влада, за да можеме потоа да разговараме, да седнеме на маса и да ја стабилизираме Македонија. Не може некој кога тргнува од позиција дека нема да има оставка, нема да има оставка од јавниот обвинител, не прифаќа техничка влада, преводна влада, не прифаќа разговори за 5 барања претходно кои што ги имавме како опозиција и не сака да разговара со години, немаме политички диалог во Македонија, ние веднаш да настапуваме со отстапки. Отстапки нема, нашите барања се тие и од тие нема да се помрднеме. Кажавме во парламентот не се враќаме заради тоа што имавме информации, знаевме и докази какви беа изборите. Многу луѓе не обвинуваа дека ќе се вратиме, ќе не притиснат од странство Европска унија и така натаму странските сили, да речем и Соединетите Американски држави. Никој не се ниту посебно обида да не врати, меѓутоа нашиот став и тогаш беше цврст. Имаме прочем одлука на Централниот одбор неколку пати потврдувана на партијата, имаме конгресна одлука, така што СДСМ е овој пат истраен, убеден дека овие барања кои што ги имаме се единствените со кои што можеме да излеземе како победници, не ние од Социјалдемократскиот сојуз, туку Македонија да излезе како победник во оваа игра. Затоа стоиме цврсто на тие барања. Во претходниот период како партија многу пати отстапувавме. Се повлекувавме се за иднината на Македонија. Имавме бојкот и не сакавме да учествуваме на претходните локални избори. Под притисок исто така и заради добрата иднина на Македонија попуштивме за граѓаните на Македонија. И еве до која дереже секој наредна отстапка на Социјалдемократскиот сојуз значи полошо живење за граѓаните на Република Македонија, понедемократско живење и затоа овој пат застануваме и ќе ставиме крај. Социјалдемократскиот сојуз не е сам во оваа битка, ниту пак е сам против ВМРО-ДПМНЕ. Тоа што можам да кажам дека и многу членови на ВМРО-ДПМНЕ во последниот период, гледајќи што се случува во нивната партија, приоѓаат и сакаат заедно да се обидеме ова лудило конечно да престане. Граѓаните, останатите кои што не се членови на политички партии, секојдневно ни даваат поддршката.
ги имаме и студентите, ги гледавме што прават за нивните права, ги гледавме и хонорарците, и гледам и професорите и така натаму. Сите тие видоа дека власта е ранлива, кршлива, кога народот и таа фела е обединета околу едни барања. Секојаш е кршлива власта кога народот е на спротивната страна. Но вие кажете еден интересен термин, искрено и исконски. Тоа е добро за поезијата и за литературата, но во политиката е поприлично растеглив, растргнате тој поем. Ако поднесе владата оставка, што е ваше барање, кој ќе ја состави новата влада? Имате ли веќе разработен критериум, вредносен критериум, кој треба да биде министер за внатрешни работи, кој треба да биде министер за надворешни работи, за финансии и како ќе ги одбереме? Затоа што констатираме заедно дека недовербата во општеството е подигната на највисоко ниво. Ако вие кажете, предложите еден, веднаш ќе биде сватен како ваш, ако тие предложат е нивен и на тоа реален човек не му гледа крај. Кој е вашиот став? Па добро, значи тоа е дел од преговорите кои што следуваат. Затоа ние велиме најпрво да ја видиме оставката на владата, оставката на јавниот обвинител, потоа седнуваме на маса и тоа е полесниот дел од задачата. Ќе се договориме. Се враќате во парламент во тој случај. Ќе ги договориме и тие детали, ќе имаме впрочем и седници на највисокото раководно тело во партијата каде што ќе се донесат одлуките. Меѓутоа мораме најпрво да стартуваме од одредена позиција. Не можеме да дозволиме и јас лично не можем да прифатам тој став на Никола Груевски дека тој мора да оди на избори, а тој да биде премиер. Ајде ако си толку силен, ако толку те сака народот, ако партијата ти е толку моќна, излези на избори, изборите ќе бидат фери демократски, меѓутоа нема да го има пустец, нема да има заплашување, нема да има подкупување на нашите сограѓани, и ромите, и турците, и македонците, и албанците. Нема да се случуваат такви работи, тие тоа добро го знаат и затоа малку тешко им оди во овој дел кога разговараме. Меѓутоа, едно е јасно, повеќе ништо не е во раците на Никола Груевски. Од сега натака одлучува веќе народот. До сега можеби тој одеше на картата на сила и на моќ, меѓутоа повеќе ништо не е во неговите раце, се е во раците на граѓаните. Така. Добрите партии, добрите лидери политичари, посебно мали држави како Македонија, во постојаност, во континуитет работат врз проекти кои создаваат единство на граѓаните, некаде со народниците, но најчесто граѓаните. Како млад човек, гледам се занимавате со политика, ви смета ли толку големата поделеност по сите основи во Република Македонија? Поделеноста премногу ми смета, морам да бидам искрен. Јас се обидувам и во комуникацијата со моите пријатели, другари, сограѓани и луѓе кои што ги познавам, да не ги делам на партиска обоеност, по партиска обоеност, по нивната членска книжка, верска или било каква друга припадност. Сакам да бидам исти со сите и таков се обидувам, таков сум. И премногу ми пречи таа работа кога гледам дека посебно младите се, можем да кажем да го потребам терминот, затруени од политиката пред се. Тоа се случува, ќе бидам нескромен, ќе кажем, претежно во противничкиот табор од страна на ВМРО-ДПМНЕ, каде што има и одредени омаловажувања и навреди и така натаму, а тоа е се затоа што ги слушнавме и од разговорите како ги навредуваат своите сограѓани, роми, албанци, со какви зборови ги навредуваат. Тоа е нивниот речник кој што го користат веројатно и по нивните трибини и состаноци, за да потоа се прелее и кај нивните млади членови, така да разговараат и така да разговараат со своите пријатели и другари. Јас ќе се борам до крај, до последно тоа да се промени, затоа што сите сме граѓани на Република Македонија, не сакам да има граѓани од прв и од втор ред, сите мораме да бидеме еднакви пред законот и пред уставот. Како млад човек имате контакти со вашите врсници од светот по различни основи, вие младите и по електронски и по друг, по реален начин успевате да дојдете во контакт, да размените мислење. Јас имам едно прашање за вас, кој предпоставам како млад човек ќе ве заинтригира. Статистиката вели дека процентот на млади луѓе во развиените демократии кои се занимаваат со политика е многу мал.
Зошто вашите врсници, вие сте архитект или градски инженер? Архитект сте. Зошто вашите колеги архитекти напамет на им паѓа да се занимаваат со политика, па ниту да се вработуваат во државните предпријатија? Што е проблемот со нашиве граѓани? Па вака, јас кога професијата ми е таа што спомнавте, архитект сум по професија и кога сум се запишал и кога сум студирал сум планирал да го работам тоа. Меѓутоа, како што кажав претходно, работите во тоа време кога студирав беа на едно друго ниво, беа малку подобри во државата и ниту на крај памет не ми паѓаше. Политичката припадност ја имав како член на партијата, меѓутоа не бев вклучен во структурите. Како одминуваше времето, почувствував потреба да се вклучам во Социјалдемократскиот сојуз поактивно, најпрво во младината на партијата, на локално, а потоа и на централно ниво, да го дадам својот придонес. Можеби професијата малку ќе трпи во овој период, меѓутоа знам дека на крајот ќе се исплати. Ова го правам јас и сите останати мои пријатели од другари од Социјалдемократскиот сојуз за државата. Се работи за Македонија и затоа мораме сите малку од своето време да одземеме за да дадеме повеќе за Република Македонија. Второто прашање кое би го поставив. Убаво е тоа кога сакаш да дадеш алтруистички, убаво е кога сакаш да дадеш за својата држава, но најчесто тоа се завршува со поделба на политичкиот плен. Зошто младите од вашите генерации, малку постари, малку помали, сонуваат да бидат вработени во државната администрација, а поимањето политичка победник го прифаќаат како не спортски, туку како воен победник. На победникот му припаѓа се. Зошто младите генерации немаат трпеливост, немаат консензуалност, она што е за Европа нормална работа. Еве, имате контакти со нив? Така, јас можам да ви кажам најпред дека контактите во последно време што ги остварувам со исто така мои пријатели од странство се всушност со наши македонци, граѓани кои што ја напуштиле Македонија затоа што времето такво дојде, не затоа што сакаат, затоа што мораат тие ја напуштија Македонија за еден подобар живот, да заработат една корка леп, за да можат потоа да создаваат и фамилии, и деца, и така натаму, и внуци. Нивната љубов кон Македонија е исто толкава колку што и на нас, што и во овој момент сме овде во Република Македонија, меѓутоа мака да ги натерала да бидат таму. Што се однесува до борбата на политичкиот план, можам да кажам дека повторно власта тоа го наметна со тоа дека ние ќе победиме, државата е наша, вие сте опозиција и немате право на глас. Тоа можем да го потврдам со претходната пратеничка група која што учествуваше во парламентот, кај што нити еден закон од опозицијата не беше прифатен, ниту еден амандман од опозицијата не беше прифатен од страна на владачкото мнозинство. И тоа најдобро покажува дека тие зацртале по која линија, по која траса ќе ја движат Македонија и од тоа не сакаат да отстапат ниту милиметар. Меѓутоа, дај Боже, таа линија да водеше кон Европа, да не водеше кон подобар живот, меѓутоа таа линија не води во сосема спротивна насока и затоа гледаме до која дередже сме денеска, младите се закрвавени меѓусобно едни помеѓу други и таа работа, јас сум убеден дека после промената на оваа власт веднаш ќе ја промениме. Како систем на владење, како систем на етички, на морални норми, на прифатлив начин на управнување на власта, на развиени демократии во светот. Што е тоа што вие нудите на граѓаните дека ќе го промените како однесување на идните министри, заменици министри? Што во морална смисла ќе го понудите? Во морална смисла можам да кажам дека најпрвен нема да се однесуваме, ќе направиме на дистинкција од ова што е денеска, нема да се однесуваме така како што се однесуваат овие денеска. Ако кажам дека се ќе правиме спротивно од нив, мислам дека е најдобриот одговор на вашето прашање. Се што прават они, ние ќе правиме спротивно за да биде ситуацијата на подобро. Имаме неколку разработувани идеи. Не може министер или пратеник да не се појавува на дебатни емисии во медиумите, дали локални, регионални или централни телевизии, ниту еден ТВ дуел да не видиме, ниту една дебата да не слушнеме. Лидерот на владата на ВМРО-ДПМ да не излезе на ниту еден ТВ дуел. Тоа е еден почетен чекор кон и демократизација и тоа да видат младите дека преку дебата се решаваат проблемите.
да видиме кој што нуди и кој што знае. Не случајно во Америка има 3 предизборни дуели законски на претседателските кандидати и на тие мора да се појават. Кај нас гледаме дека тоа стана и кај нас порано имаше, мора да признаеме, тие дуели од кои што затоа велам многу подемократска беше и тогаш Македонија кога имавме и дебати, можем да кажем и во времето на комунизмот кога вие подобро го памтите и во разговор со граѓани ми тврдат дека тогаш било многу подемократско општеството и многу понормално. Идните министри ќе морат да се појавуваат на дебатни емисии секој месец да бидат на одреден медиум каде што ќе ги образлагаат политиките на владата и ќе објаснуваат каде ја водат државата. Имам едно друго прашање до вас како архитект. Вие знаете дека након архитектот за да направи својата идеја, да ја реализира, да ја настави на хартија која ќе биде функционална утре, размислува за сите сегменти на околината, за сите ресурси кои ги има на располагање. Моето прашање до вас и до сите идни политичари во Македонија е зошто се лишуваат од добар дел од граѓаните делејќи ги на наши и нивни. Ние сме 1,5 милиона, 2 милиона, колку сме, доволно сме, немаме повеќе, но што значи тоа ако во Македонија имаме 10 успешни архитекти, ако 4 од нив не сакаме затоа што не се наши, колку трпи тоа реалност? Во вашиот сегмент, начело сте на таква комисија. Приватно мислење ваше. Па вака, можам да кажам дека како и во архитектурата и во животот мора најпрво контурите да ги поставите. Да знаете кон што се стремите и кон што се движите. Ако ги поставите контурите на вашиот иден објект кој што го проектирате во правилна насока, треба да знаете дека тој објект ќе дише и ќе ја врши функцијата која што вие му ја давате и заради што го создавате. Затоа можам да кажам дека и во делот на комисијата многу пати разговараме дека мораме темелно да ги смениме овие вредности кои што се денеска, мораме да придонесеме преку конкретни мерки, конкретни чекори во разни области, бидејќи комисијата со која што раководам е многу обемна, со радикални промени да можеме да го подобриме начинот на функционирање и на тоа, можеби утре министерство и на целата да речем влада или владеачка номенклатура во иднина. Затоа можем да кажеме еви со конкретни примери во делот на инфраструктурата, во делот на железниците имаме конкретни проекти каде што знаеме каде ќе го трасираме патот, кон што ќе се стремиме, кои се нашите идеи и планови. Меѓутоа не сакам до крај да навлегувам бидејќи немаме избори, не можам сега да ги трасирам. Борет, да се вратиме на она за што започнавме. Вашиот претседател рече дека ова е некој 10 дел од целиот материјал кој имате намера да го пуштате. Стратегијата си ја правите вие. Се плашите ли од карактерот на сите балкански народи по она наведната глава саблја не ја сече и караванот си врви, кучињата си лаат? Ако ова се одолжи со месеци, ќе постане серијал. Така, значи, немаме намера ова што го правиме денеска и во изминатите неколку недели да го работиме во недоглед. Мораме да знаеме каде ни е крајот, кон што се стремиме и затоа можам да кажам дека ова нема да трае во недоглед. Имаме уште неколку чекори кои што ќе ги направиме, за да потоа и до тогаш ќе може власта да преговара и да се договори за она што треба да биде една рамка, контура за излез од кризата. Во тој момент, а има уште неколку можеби денови или недели до тој момент, доколку не се случи тоа, ние како партија ќе преземеме други мерки, други чекори а тоа значи излегување на улица, заедно со сите граѓани на Република Македонија, без разлика на верска, етничка, национална припадност. И во овој дел сакам да кажам дека не се можни меѓуетнички тензии, судири, како што тоа го најавуваат некои провладени медиуми и сакаат да сеат страв, заплашување, а меѓуетничките односи во Македонија не биле никогаш на подсврсто ниво како што се денеска. Иако не ги објавувате сознанијата за албанските политичари? Веќе објавивме неколку разговори на албански политичари,
политичари, меѓутоа можам да кажам дека ова што го правела власта, без разлика дали се тие албанските или македонските политичари, со процентите, со милионите провизии кои што ги прават, ги тангира сите граѓани на Република Македонија. Јас не се согласувам и тоа го разговарав со еден наш сограѓанин албанец, дека провизијата од 30 милиони евра кои што ја договараат неколку министри и премиерот, не ги тангира албанците. Јас тврдам и ги тангира затоа што тие се пари на граѓаните, на сите граѓани на оваа земја. Ги тангира и албанците, и турците, и власите, и ромите, и бошњаците, и македонците. И затоа како го аргументира тоа дека нас не интересира провизијата? Нив не го коментира дека не ги интересира, меѓутоа сакаат да слушнат разговори со нивните политичари кои што реално ги гласале, како што нашите гласачи сакаат да слушнат политичари кои што ги гласале, на пример политичарите на моментално кои што се на власт од ВМРО-ДПМН, меѓутоа не се водиме од тоа кој што сака да слушне, се водиме од тоа кој што направил. Се што имаме ќе објавиме, затоа што вистината за Македонија мора да излезе на виделина. Тоа е нашиот став по тоа прашање и морам да кажам дека ВМРО-ДПМН и медиумите кои што ги притиска постојано, што сакаат може да зборуваат и за меѓуетничките односи и за тоа дека албанците бараат за албанците така наречени бомби, само можам да кажам дека се што имаме ќе објавиме и тоа ќе биде во интерес на граѓаните на Република Македонија. Одговорноста е ваша. Впрочем, политичарите треба и да го работат тоа зашто ја бараат довербата од граѓаните, заедно со правата, колку права, толку и одговорности, а наши како граѓани да поставуваме прашања, да бараме одговори и што е најважно да побараме да живееме поубаво. Одговорност на политичарите е да може да направат што поголема среќа за што поголем број граѓани. Откако е светот и векот е така. Се согласувате? 50-45 минути разговараме. Јас поставува прашања кои смета дека се важни за граѓаните од Источна Македонија. Одговорите беа ваши. Наше е да очекуваме што вие како политичари ќе понудите. Така, ви благодарам на поканата. Се надевам дека Македонија ќе ја поведеме напред, ќе имаме светла и успешна иднина. Ќе зависи од вас и од граѓаните. Така, благодарам. Почитувани гледачи, ова беше мојот разговор со мојот вечерашен гостин, млад човек кој има свој сваќања за политиката. Ваше го слушнавте што рече. Оцеките секогаш остануваат ваши на граѓаните. Утре е Света недела. Не е лошо и да запалиме по некоја свеќа, зашто како ни изгледа, освен помошта од Брисел и од Америка, ќе ни треба и од светците. Политичарите наши се закопани во спротивни табори, не знам дали светците ќе ни помогнат, ама овие од странство ќе си помогнат себе си. Нам тешко. Ви го честитам празникот и се гледаме во понеделник во новата емисија Отворено на тема. Довидување. Audio Jungle.